Во Берово е голем интересот за пинг-понгот како спорт. Голем број на деца го сакаат овој спорт и активно тренираат и професионално градат кариера. Тренерот и претседател на пинг-понкарскиот клуб Зегин од Берово, Јован Ковачевски, земне телевизија посочи дека нивниот клуб е млад со околу 30 на членови. 4 деца од Беровскиот клуб беа во Штип, каде тренира со децата од пинг-понкарскиот клуб Шампион ФА од Штип. Зегин е шампион во конкуренција до 11, 13 и до 15 години. Јас сум претседател, тренер во пинг-понкарскиот клуб ППК Зегин Берово. Ви благодарам на вашиот медиум што ево сме гости со нашите 4 деца кои се еве на тренинг со вашите шампиони во Штип. Сакам да кажам неколку збора за пинг-понкарскиот клуб ППК Зегин Берово. Клуб, значи тоа е млад клуб со околу 30 членови, 30 деца, сите се млади. Многу пати доаѓаме на тренинзи во ППК ФА Шампион од Штип, овде е селекторот, овде има јаки играчи. Ние сме задоволни како напредуваат нашите деца, шампиони сме до 11, до 13 и до 15 години, пошто нашите деца се доста млади. Клубот од Берово брои голем број на деца, но како што вели Ковачевски, не било лесно да се собере оваа бројка на деци и активно тренираат и играат пинг-понг. На почетокот не беше лесно, пошто сите деца сакаат фудбал, сакаат кошарка, ги сакаат овие масовните спортови, но некако успеавме. Патот не беше лесен, децата кога почнаа да постигнуваат успеси, нивните другарчиња врсници сватија дека овој индивидуален спорт е преубав, дека има многу шетање, дека има многу дружење, дека нуди и некои финансиски поволности, некои стипендии, и дека и родителите сватија дека тоа е добро за нивните деца и така пинг-понг стана популарен во нашиот мал град Берово. Како што вели Ковачевски, неговата мисија е што повеќе деца да спортуваат во Берово, но и во Македонија. Мојата мисија е што повеќе деца да спортуваат во Берово и во цела Македонија, бидејќи спортот е преубав за психиката на децата, за физичкиот развој, а и посебно во денешното модерно време ги трга децата од пороците. Пинг-понкарскиот клуб Зегин е горд на своите деца, а клубот редовно има своји членови во македонската репрезентација, што е уште една потврда за развојот на овој клуб и колку клубот од Берово дава придонес во репрезентацијата со млади таленти. Имаме деца репрезентативци и многу години сме имали од 12 репрезентативци во младинските категории по половина, 6 се од нашиот град Берово. И да дадам еден апел на сите млади во Македонија, значи да се занимаваат со овој спорт, бидејќи е преубав, а е претежок. Значи можеби заради тоа многу не пробаат да го играат, мора да издржат и тогаш успехот е неминуван. Пинг-понгот е спорт во кој двајца или четворица играчи удараат малечко шупливо пластично топче со помош на дрвени палки, насочувајќи го еден кон друг. Целта е да се удри топчето така што ќе се префрли мрежата и ќе отскокне на противничката страна од масата на начин кој ќе го спречи противникот да стигне до него и да го врати кон противникот. Измислена во Англија во почетокот на 20 век, играта наскоро се проширила низ целиот свет. Од средината на 1950 година овој спорт станал доминантен во источноазиските земји. Од 1988 година е прогласен за олимписки спорт во конкуренција за мажи и за жени.